Емисија за Куманово, број 222, локација ресторан ексклузив. Продолжуваме со емисија за Куманово. Денеска наши ваш гост е Момчило Милановски, човек кој е роден во Куманово и ќе ни каже интересантни работи од негов живот, од роѓење па до денеска. Момчило, фала што дојде во емисија за Куманово. Поздрав до нашега спонзора, туристичка организација Златибор. Још еден пат ќе кажу, посетете го Златибор, едно убаво место за одмор. Postoji mesto gde se tradicija čuva. Ovde svi mirisi, ukusi i slike podsjećaju na davna vremena iz priča naših roditelja. To je mesto na kome se budućnost stvara pred našim očima, ne prestaje da niče i da se menja. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, čuvajući one vrednosti koje ga čine posebnim. To je mesto gde telo i postižu harmoniju, gde možete da se posvetite sebi i nađete unutrašnji mir. A svaki pedalj puta vodi do novih doživljaja i avantura. Ovde svako može da nađe svoj kutak, bez obzira da li je to urbana svakodnevica ili pogled na nepregledno zelenilo, šume, pašnjake i netaknutu prirodu koja zove na istraživanje. Ovo je mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Na kojoj god da ste strani, uvek ćete biti na korak od onoga što vam treba. I još bliže onima koje volite, okupljeni u zajedničkim trenucima koji se pamte zauvek. Dobrodošli na mesto na kome se stvaraju nove uspomene. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. A naš i vaš gost, kao što kaže Momčilo Milановски. Momčilo, здраво живо. Еве на почеток ќе виде ни кажете. Фала ви на покану, на вашата емисiju. Каде сте ташто родени, у кој дел на Куманово? Покрај болница спрема Монопол на улица Вера Јоцич. Тој довоја прилike каде Црногорска капана. Црногорец капана, покрај капана. Тој подоле малко. Да. Па треќа куќа од десна страна. Ај кажи ни еве нешто и за твое детство, али прво да те прашам, твој татко и мајка што се работале? Мајка ми е била домаќинка. Татко ми е работаја у Багат продавница за шиваче машине. Како шеф и продавачи и уедно и правија одржаваја машине, мислим, за поправку, кои су покварени. А колку сте биле деца у фамилија? Деца сме биле двојица, ја и сестра ми. Ти си постар или? Сестра ми е постара. Јас сум помлад. Сестра ми Благица Станковска. Она куде е работала? Она е работала у Амулажу, па после у Биброк. Она си во Куманово живе, така? Да, живеше и сега е покојна. Покојна? Да. Добро. Ај кажи некој збор еве за твое детство. Таа мала е била доста динамична, као и сви мали у тоа време у Куманово. Ви сте веќино биле надвор, играле сте се и така да било е убаво. Опиши ни га детство малку. Моје детство е било скоро на улица, сваки пат. По цел ден се играмо. Ако е зиму се санкамо,
Играмо соде, жмурке, што се вика, све тоа, значи тоа е не е имало телефони и А кажи ми, туи кои што сте ви живеали, мало ли е пуно куќе или куќе и мало е, али постепено се населива. Поредко, али веќе имаше после све. Се населива. може да ни кажеш кои се ти биле туи комшије, кога памтиш од тој период? Комшије, тој су браќа на татка ми, кои су доедени исто, мислим после кога смо направиле тој куќу, доедени су и на татка ми браќа, двојица. Душко, Душан и Драгиша. Они су тој исто направиле куќу, кои ден денеска njeni деца живи. А други куќе кои се живеале туи до вас, некои комшије да ги памтиш? Комшије, Црногорац, Свето Црногорац, Драги Црногорац од Капану, ту е и овамо испод позади нас Јовица, Златка Джимревска, позади наша. И пуно други. Петрун карши нас у полицију што е работае. И тоа. Еве ти, моме, кад се подсетиш на тој период, по што ти го памтиш детство, што ти останало како сеќање тие моменти кад си бие у фазу на развој? Па, многу сеќање, многу какви доживљаи сме имали. И игри, и све. Туј до вас у близини е било и Домјана игралиште. Сега ви веројатно сте имале афинитет да одидете да играте и таму топку или нешто друго. Ише ли сте у Домјана на игралиште? Ја не сум ише баш толку на игралиште. Не те интересирало спорт толку? Па и интересирало ме повише стоно тенис, тоа ме интересирало. Значи, у шах клуб сам ише, шах. Да, Куманово имало така традиција. Да. Докле работеше у пожарну, ми бесмо у состав на полицију, така имаше, и така идеше на такмичење. На такмичење за полицију имаше 4 члана наши, што иде смо да се такмичиме за шах. Највише, значи, шах ме интересирава и тенис. Сега вако е. Пошто си деја кога болница, ти си учија у близину на тие школи кои се биле, односно најблиско ти е била школа Толи Зордомис, па после Букараджич. Ми ти покажем овој прилику едну слику од основну школу. Овој ми изгледа дека е Букараджич. Тој се ти туја другари од школа? Да, затоа што Толи Зордомис не беше направена школа. Она после се Она се е градила така, да. Да. 500 метра, 600-700 метра. Тамо сам ишел в школу. Како е било школа, да ни кажеш, што се сеќаш ти од тој период? Учителка, веројатно ти е била, као сви у тој време, биле се они многу педантни у работу и Да. деца да ги изведе на пут. Многу су биле, али су и биле и строги. Строги су биле. Тражило се знање. Да, знање се е тражило, дисциплина се е тражило. Значи, биле смо мирни, дисциплиновани. Да, еве сега уште една слика овдека. Ово е ваша учителка. Ти ако се сеќаш некој овдека да кажеш, може слободно. Па, тој се сеќам, има тој баш мој комшија, Драган. Покажи како е. Среде, тука. Предрак, Црногорац, тој е на покоен, сообраќајка имаше. Значи ти учија од прво до четврто во Вукараиш, па после си био Толи Зордомис. Ја сам учија до 6 у Вукараиш.
Па после се пребаци А после тише таму и таму ти била класна некоја. Да. Значи, овој ти е веројатно класна. 7 и 8 сам. Овој ти е класна била, така ли? Веројатно е, пошто е со нас стикана, веројатно е класна. Неколку збора па да ни кажеш за твои родители. Ти кажа дека мајка ти е била домаќинка, татко ти е работае у багат продавницу и увек еден родител мора да е, што вика, построг, еден помек. У овој ситуација која тебе нормално изгледа дека татко е бија која држаше, се вика, конци у фамилија. Па, тачно е тој. По природа сум мирен. Мирен бија. Не сам имаја никакви проблеми. Еден пут е такој било с другари, у рекот идемо, договоримо се с другари, малко негде около 10-11 години да беше, тој што дружев, Драги, Гимнас, Сао и тие. У реку идемо рибе да паќамо. У кој реку? У нашу реку, куде Бедиње. Тој рибе да паќамо. Мој ме тражил, ја не се јаво после. Значи, тоа е еден пут што е бие татко ми построг према мене. И морало да се почитува ред. Да. А и моја грешка е било. А деца како деца заиграмо се, идемо у реку, појдемо и не се во тој време се тимо за да се јаву, да прашам дали можу, дали не. И тоа е. А кажи ми, имала ли сте ви као фамилија кушни славуваше? Да, Петковдан. Петковдан, тоа е 26 октомбар, тако е? Да. Како се одбележувала слава каде вас? Па слава е, значи, луѓи су доаѓале, нареди се стали из целу собу, скроз. Једење, пиење, дојдев, кад се напуни место и си иде, и тако е. Значи, тоа е било. Кажи, ево вие куманаци емисија кој доаѓа дека слава се ја правило по 3-4 дена, гости, едни дојдев, едни се отидев, други дојдев, како да било е многу убаво. Многу е било е многу убаво. Тоа е веројатно и ден денес ке ви сте го наследиле тој слава. Ние го наследимо, али го славимо с мои куќни. Најблиски. Најблиски. Значи не славите овој големо да доаѓа. Не, како што е било порано, па луѓи многу. Не да те прашам, зашто тој каде нас би една традиција, што вика, ти што викаш еден ден, тој да се, не да се протера, него да се одбележи колку толку, а некако изгубимо го тој смисла као порано да славимо 2 дана, па да дојде што повише луѓи, па да се види, па да се разговара, да се размениви добро и лошо. Некако тој концепт ga ми изгубимо као... Ја мислим, све е до финансија. Трошкови. Да се избегува. Трошкови. Сви луѓи не може тоа деца да издржи. Да учи в школување, трошкови. Тоа е. Ти кога завршиш основну школу, идеш у средњу, у занатлиско. Да. Сега, у занатлиско нови другари школски, нови обавези. Што памтиш ти од занатлиско школа? Занат. Значи, занат Шнајдер. Татко ми беше близак со Ѓоко Шнајдера. И викам, ја ќе учу Шнајдер. А пошто ја многу сакаше да иду како дете у официрску плажу, да идемо да се бањамо, да пливамо. Јас сам сакаја што помалку да има учење за да се играм, да иду да се бавам со пливање. Да бидеш по-слободен, Така е. Тоа е било, значи. Ај кажи ни, тоа е, кога го спомнава официрску плажу, тоа е било едно од најпосетени места во Куманово, многу е било убаво,
Луѓе су иште масовно. Било е масовно су идени луѓи, масовно се посетувало и деца, и повозрасни. Пливало се, а гледам сега е напуштено. Било те убаво, чисто е било Било средено. чисто, све се одржавало, Значи, било све. Колку имало народ? Пуно ли се доаѓале луѓе? Много, puno su dovoljali. Puno su dovoljali. Тој веројатно е работало од сабаје до до Имаше. не до навечер, него до Докле попладне. има слънце, тако докле е топло, тако и Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play. Listen, I wanna be there with you no matter where you go. Life is a table for two, and we're starting the show. Well, I'm gonna spread my wings and fly so high up above the clouds. You know that time doesn't wait for your dreams. We're living right here and now. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play. Are you ready for it? Better take your shot. It's gonna do the things that you wanna do, yeah. 'Cause this time is the right time, baby. You're the star and this is all about you. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep on chasing the sunshine and go out and play. You know, don't wait for tomorrow. Live for today. Just keep on chasing the sunshine and go out and play, yeah. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play. Куде е било тега сместено занатлиска школа? Pa zanatlijska i tehnička škola sam. Zajedno su bili? Zajedno su bili. Zajedno su bili prema ovamo, Куде Соколан? Sokolar. Еме ти покажем ону слику, овој кад си бие, овој матуранти. Nemam datum. Матуру куде се славили, у Кристални? Maturu ne sam bio na maturu. Не сте одбележували? Ne. Според сведоштва на пуно луѓе кои су
доваѓале во емисија, вика дека у класи имало пуно деца. Над 30 деца. Имало е. И било е многу, така да кажем, многу голема бројка е било. Да, да. Тоа е тачно. Имало е доста деца. Исто така се тражило работа, учење. Да. Ти кој занација да правиш на Слицко? Шнајдер, Шнајдер. текстилна. Сега спомнамо Шнајдер и Куманово, ти кажа некој Ѓоко Шнајдер, Ѓоко Шнајдер. познати чуени И Иле фото Иле. Ту е Фото Иле, да. баш на Ќоше. и Бранко Сламаре бија добар И Шнајдер. Бранко Сламари. Да. Куманово имало многу добри мајстори за Имало е. Шнајдери и овој прилику да ги спомнеме и тие луѓе. Да, да. Завршуваш средна школа. И после, веројатно идеш у војско одма или како? У војско. Кој години било тоа? У војску иду негде у септември 70 година. Ми ќе покажемо едну слику од војско. У септември 70 година, 71. Куде служево? 3,5 месеца сум служио у Краљево, а оние близу 14 месеца, значи 17 месеца имам служено у војско. У Београд. Значи 3 месеца у Краљево, после у Београд. Да, пошто возачи, испитен центар, тоа е Краљево било, и после у Београд. На Београд куде си бија? На Топчиder, аха. Топчиder. Еве се да ни кажеш овој прилику војска, кој војската ви е била многу строга и мало е ред, али у војско се стекнуваја многу убави навика за живот. Да, и искуство, навика, на време е све било. Значи, на време едење, на време спање, станување, обавезе имаш све е било. Овој сте другари били од војско, а? Да, да. Не памтиш кои се вие? И имам, чекај, од војску памту ги другари, да видам некои, кои ово е Боро, што е отиден Од Куманово. од Куманово у Охрид и трага. Ово е Сабри, работеше, сега е пензионер, работеше у Чистоќу. Ова се Кумановците, Да, тој се све. Добро, вие други? И овој сум ја и ово е Благој се викаше. Контактираш ли со овие другари од војско или видуете ли се? Нема зашто од први крај сум се видела. Имам ја други другари што слike нема. Добро, тие ќе ги покажеме после. Зоран од Режановце, с njega сам најблизак бија другар од Режановце. Значи, с njega сам се така видувае. Иначе од војску Боро е бија исто, Боро Спасовски на Оливера татко, куде нас. За себе бија, а? Да, куде нас, он после дојде, а после... Не зборимо за Краљево. За Београд, а за овој не е било у Краљево издава. Ово е Београд, а? Ово е Београд. У Краљево немам. Може Значи, тоа е било некои слике. убаво време. Да. А у Краљево имало ли е Кумановци сте во војско? У Краљево не. Значи, после Краљево Београд. не. Сега, у Београд сте веројатно како војник искачале у град. Да. Може сте ишле и на спортски утакмице, ако ви интересирало. Па, имам еден пут у Партизан, кад играше Партизан, дерби. Ти си партизановец или звездаш? Партизановец. Добро. Па так беше Партизан, како веќе поставија и помлада генерација, почнава се Звезда, и Суфи, и Ковачевиќ, и Вукотиќ, Аца Трифуновиќ. И тај генерација на Партизана беше и правак. Правак, много јак. Можда и тој ми е повлекло за да навивам за Партизана. Али не сам некој страстен навивач, што вика мора да се иде на утакмицу, мора да се
нервира ако не победи. Еве овој прилику ми Тие- гледамо на стал, ти си до неја овој палати да презентираш овие убави млечни производи, пардон, пчелини производи, производи. моја грешка. Овде ќе имamo мед еден, има другу врсту, па има прополис, па има полен, тој ќе го објасним малку подетајно. Зашто да се вратиме, кога се враќаш од војску, продолжуваш и за Шнајдера или? Не. Занат како занат, Зашто се не го продолжи Шнајдер? занат како занат е нешто не ме е влекло. Ја повише сам се каја да бидам на занат за да пошто су биле блиски Ѓоко и татко ми, јас сам гледаја што повише да искочу од дуќан и да фату официрску плажу. И он му се жалеше. Абе, син, ти не можеш да го научиш занат? Кај ќе го научиш Да, занат? кога го нема стално не доаѓа. Он само иде и скача. Не се врти у дуќан. Да. Значи, не ме е толку за толку влеко тај занат. Е поради тие причини. Што, А татко ти ја утиери се што не си ише на занат. па нормално, свак родител. Али видеа дека ти не си Не сум заинтересиран. заинтересиран и тоа е. Кажи ми се, с кого си ише највеќе на официрску плажу? С кој Другари. кој да ги спомне во Величковски гимнаст е покоен, со работае у салон, мебел. Добро, други? После Драги, Ристовски Драги, и тој е покоен, за жал. Саво е жив. Добро. Тоде, што има Хани Про, со продавница за пчелини Производи. производи. Добро. Сакам да кажам, пчелини сандуци, погачи, тие што Добро. продава. Значи, таа продавница со зетот. А како бечар, кој се скачаја у чаршиво кој? У На Чарши Корзо? на Корзо. На Корзо шетале смо покрај Палас. Тој е било шетале. Тоа е највише. Идеше у билјарду. Сакаја си билјард да играш. Билјарду кристално плевеше. Пред Много тоа- сам и сакаја, така идеше Дидик. така Покојни играе, Дидик. Покојни Дидик. Многу сам значи билјарду сакаја да игра. Кои се биле добри мајстори те време за билјард покрај Дидика? Кој играе добро? Па види, И Барац фудбалер играе билјард. Барац играе и билјарду, и тенис. Барац имало за све. Да, после би на добар фудбалер. Да, тоа после фудбалер. Значи, дарба, тоа е дарба што е. И поради ова што сакам да кажам, поради многу идење и избегување од друштво и каснење у билјарду, другари се жалиу на мои родители. И ја зему па ги смену. Так се дружеше с Стошич, Томислав, Голман. голман, Рукометан, да. кој ми би најкум. Да го поздравиме Стошича во прилику. Поздравимо Стошича. Столе Петковски, Добро. тоа беше стечаен управник на Житомил. Мирослав Крстевски, што беше директор на кино. Добро. Тука, тој покрај нас и се дружеше и брат му Жико, помладон. Джине, Маджо. Маджо. Ту си не Драган Стопаревич. Да. Што работеше у Пионерски дом. У Пионерски дом. Добро. Тој смо биле тие, значи, другари. Тој сте биле тој И се друштво кој... ородимо. Ја му би на старејко на столета, Стошич, Томе На ми тебе би ти би на да кум,
И такој А на тебе кој ти е стареко? стареко ми мина мој роѓак, Ѓак. роѓак Миле. Значи, ви сте тој биле друштво кое сте искачале у чаши. Да, што смо искачале повише у чарши до моje прво идење што се вика у Германија. Ја имам идење у Германија, до прво идење у Германија. Така те прашам па за Германија да ми кажеш, али интересираме за билјардо, тој што спомнал Кристал. Кај се играле билјарде, сваки ден ли имало тој и од колку до колку сат се Па одбивало? веќина ја навечер сам иша. Оно имало. Имало ли е како пуно цел- Имало играчи? е од страну, Кои имало гледал, и да. што гледав, имало е. Доста. Доста имало. Тоа е било Интересантна игра е билјарда. Интересантна. Мене ми е било интересантно. Мало играње на кекли, на што на имаше кекле, на кекли. на кекле, ја на кекле и тој сум. А после значи тоа е. Кажи ми, куде сте ишла на игранки, моме? Тоа што треба да отиду на игранку, ја отиду у билјарда. Значи тоа е било. Значи, тоа е било Значи, тоа е 72, било. 73, тие години. До 72 од 71 после тоа е кратко време, а јас сам и у овој бил и пред војско у билјарду. На билјардо си иша. Пред војско. А после 72 отиде за Германија. Чичко ми работеше и стринка ми, работеса у Регенсбург. У Регенсбург. Регенсбург, да, чуја сам за Регенсбург, тоа место. Она беше значи поделена на руси и на американци, источна и западна. Регенсбург Колку време останал Само- немачко? работа едну годину, па наступи пред нову годину тако една криза и од Opel Franz Sieber Zonse, викаше тој како танкштил, како продавница што доаѓа возила, ми ги спремамо, тако проверуемо, ленгетриве, прскамо со кубит терезон, што се викаше, значи тој што е се тој и се и носи у продавницу и ги они продавав. До нас смо што доаѓав ја имаше положено, значи 3 категорија преко железничку станицу се донасаса, ми ги возесмо возила, имаше и Опели, Опел ГТ, Опел GTS, значи што брзи возила. Ти си работеја како мајстор таму. Да, и мајстор и возач, се, значи све што е. Кажи ми, што колку може се да биле се- плате таму тоа време? Тоа време Немачка е била Па така е било до Благостање такива е било. марки су биле. Колку? Марки до 1200-300 марки. али било е многу вредно тоа. Вредност нормално. И ти едну годину си останаја у Немачку и Едну годину и се враќаш у Куманово. После беше под биро и да тражу работу. А зашто се врати? Што не се А и останаеш? жена ми дојде исто, нju го доведе, имаше Офентал, тој се што вика, Офентал, за да си ми скочи после да добие. Кад сте ви венчали со супругу? Кој година? 74. Значи, 72 година. 72 година, останам без 72-73 останам без работу пред нову годину и тражу го работу. И што викаше жена ми, ти го бираш многу.
Зашто сте вратили од Немачко? Што е било клучен разлог? Па наступи криза пред Нову годину Добро. и од нашу фирму Toyota 50 души беа истерани. Истерани 50 души. И меѓу нима ја што се вика, Како најнов? најнов у фирму, тој фирму нину. После беше под Арбајцан. Арбајцан тој е биро. Значи биро да ми тражи работу, а и ја да може да најде работу. Имаше работа. Работа имало. Само не ми се работало све. Имаше у Нојтрамнинг, близу до Регенсбург. Близу до Регенсбург, по села работа. Во кланица не ми се работи со чижми, вода, ладно, прљаво, натамна. И ти доносиш одлуку И да се вратиш. пошто ми не смо биле у кризу за паре, татко ми е работаја, Да. дома смо исто везле на машине за везење, гарнитуре кои су продавани на море. Значи, финансиски не сам биле. Биле се добро Да, ситуирани. не сам биле. А Чичо ми вика, што да плаќаш кирија скупа, иди, ја ќе ги подизам паре од биро, мада малку треба ја да иду, па да подизам, него да ги подиза он, па да ми ги донесе. Тако е бидна. Ти доаѓаш у Ја Куманово, доаѓам у Куманово. тако е било процедура, пријавуваш се на биро и биро, Да. чим искочи работа, он те вика. Работа одма у Лимарско. Имам 6 месеца работено текстилно у Биброк, после одма у Лимарско. У Лимарско како возач, шофер. Комбе Колку возач. работа у Морско? 2 години. 2 Тоа години. тегле Морско е било јако, имало е... Јако беше доста, али целу Македонiju и Србiju и овамо се сам тој прошетаја и Имале сте работу низ целу Македонија и Југославија. Да. Имало е работа и што биле и на терен. Возило се репроматеријали. Ти си бие шофер на комбе. на комби и носиш како низ тоа. целу Македонија Да, низ целу Македонiju. и биш Што е Југославија. помала количина на материјали, а поголема количина с камиони. Да. После 2 години 2 години у Лимарско. исти си укажуваше шанса. За у пожарно. Кој години било те? Од 75 до 77 сам работаја у Лимарско. Од 71, од 77 тоа е било на 1 април на работу, на 1 април. Значи сам бие на работу. 77 на 2 април ќерко има. Браво. И ти си фактички цел живот останаја пожарно. Да. Кад си отиши у пензију? 2000? 2013 сам отишao u penziju. Можеше порано да отиду, али чекаше, син ми беше тамо како приправник, сезонски работници што по пожарна и имаше меракон доста да како Да работи. пожарникар да работи. Ево прилику ми ќе покажем ону слику од пожарно, во е 70-ти години. Тоа е иста локација горе кој се да ни кажеш кои се вие луѓе овдека. Ovo je Novko Petruševski. Za žal pokojeni. Zoran Filipović, do mene, tu sam ja. Zoran Filipović, to je živi do Domjana, blizu Domjana. Tomislav Stojanovski, isto, on je pokojen. On je
татко на Жарко, што беше командир во пожарна во Макпетол. И овој беше Тунчо го вика смо ми, и Стојан. Сви су овие покојни. Овој су стари возила. Кој тега бија директор пожарно, памтиш? Директор, командир се, значи командир е бија Тодор Ѓорѓиевски. Што е работа века? Работа си пуно. Мало ли е некои искушење каде што стварно си бие во опасност и моменти кои не може ги забравиш? Jer ваша работа е била тешка и специфична, пожарникар увек е бија на искушење, што века. Да, јас сам работаја како возач. Значи, моја работа е за да после најав, кад најави пожар, да отиде на лице место, каде е лице место, да паркирам и почиња се с пожар да пушту воду и тој. Директно ја у пожар, значи, не сам улазаја. Мора да бидеш брз. По спусницу сме се спуштале, имамо спусницу у спалну, каде тамо одмарамо, спиемо, кажемо, спусницу и кад зазвони, имамо звоно, значи у тој спалну, зазвони, по спусницу се спуштимо директно у гаражу каде су возила. Идемо до, одма ни е тој тај дежурна, што ни каже, има пожар тамо и тамо, тој. Се ни јасни, но тој улицу, тој гори. И прима командир на смену и одредуе со стои тој возило ќе се поваѓа. Дали гори племја. Мора да стигне брзо и на време. Да. На шумски пожари имам учествувал. Шумски пожари. Гасија се. Да. И гасија сам и со метли, тие метле што ги имамо на пратњаче. Во секој случај, колку си години работаја пожарно? 30 години? Повише? Повише, значи до 2013, а премиер си 77 години. Значи 36 години. Да. Пуно време сте Радни стаж имам направено 47 години и 8 месеца. Пошто има смо ми бенефицију. Колку е за пожарникари бенефициран стаж? За годину дана плюс 3 месеца. А за полицију беше за годину дана плюс 4 месеца. И за тој порано се иде у пенсија. Сега доаѓамо исто до еден битен момент. Ти си наследија традицију пчеларство. Убава гранка, знаеме колку е мед и овие мед производи, колку су здрави за организам. Да. Кажи ми, пчеларство ти си наследија веројатно од татка или од дедо? Пчеларство имам наследено од татка ми. Он исто бие пчелар? Татко ми е пчелар. Бие и основач на дружение с лица Јашко и Киро. Помагае на људи. Свакој што го е прошае, он му е покажае. Јас сам од njega научија, што се вика, све што сам могаја, на njega сам му помагаја. Сек сме помагали и мајка ми, жена ми, кад пораснава деца и деца. Значи ти се бавиш с пчеларство преку 30 години? Да, и више. Кошници за мед су ти у... Дадам блат кошнице. Нагоричане. У Нагоричане, младо Нагоричане. Тамо е чисто. Близу реку. Викенице, травојаци се вика тај мала, али викенице близу реку, таа викенице. Тако се води. И тој ден денеска га работите још увек? И ден денеска, још увек
имаше повише пчеле, дадан млад, докле порано смо имале помалко пчеле, докле со стапками, а смо вадиле повише мед. Зашто се е вадило и од багрем, и од ливаду, и од сонцоглед. 3 пута ваде сме. А са климатски услови. Еве сега да ги покажеме овие. Пчеларство Милановски, природен мед, пише дека багремов, ливадски, бронхи, матичен млеч. Еве го овој. Овој мед какъв е? Ливадски мед, помешан, ставен у njega прополис. И затоа се вика бронхи. Овој мед, Исто ливадски. Ово е кристален мед, ово е течен мед. Значи, че ти имаш само ливадски мед. Ливадски. Ете, знам, ливадски. Ово е исто. Ливадски. Ево, дека имамо оној... Чека само те Ово е праша. исто. Момент, што е разлика меѓу ливадски мед и багремов мед? Види. Што е разлика меѓу ливадски и багремов мед? Разлика измеѓу ливадски и багремов мед е тоа што багремов мед има зеленкасту боју, по боја се разликува, ливадски има потамну боју. Багремов мед е полак за јадење, препорачува се за дишни органи, за деца, највише за тој. А ливадски веќе за повозрасни, за имунитет, за луѓи што имаат тегови стомачни, ливадски. Кој има повише витамини и минерали, тоа е битно. Повише витамини има ливадски мед. Зашто од разни траве, билке, тие што су собирани. Еве га овој чувени прополис. Вика кад се изгребеш, кад те рана ти скочи или кад те боли грло, не ти треба ни апчиња, ни инекција, само прополис и завршија си работа. Да, тачно е тој. Прополис. Прополис за изгореници, за изгорено. Ево, ово е спреј. Тоа е прополис спреј. Или се убиеш негде, напрскаш и Ефикасно делува. ефикасно делува. Значи, повише пута може да се напрска дневно. Еве, да ги покажеме овој кремо. Ова е крема, зашто е оваа крема? Крема е која у њума содржи, крема се состои од вазелин, Добро. прополис, кантарион, Добро. улје, восак и восак 10%. Значи, содржи она се користи за псоријазу, за инфекцију на кожа, за испуцани руке. Може да лице ноге. се мачка? Може, не е безбедна. Шулјеви, с помал процент на прополис се користи. Значи, Зашто е поленов прав, да објасниме на гледачи? поленов прав, пчеле ga собирав од расцветани растенија, расцутени расцветани растенија, собирав ga и ga складирав и ga носив у кошницу, за нјину потребу. За километ. Добро. За километ, за да се произведе километ и восак и све тој, и да се обнови легло, полен е, значи, неопходно. За здравје, зашто е добро за човек? За здравје многу има витамини. Витамин B1, B2, B6. Има минерали. Минерали. А за кои делови на човечки организам помага? За
За цел организам. за цело тело, за цел човечки организам. Сега ово е многу битна работа и за нашата публику да покажемо. Матичен млеч знаеме дека е фантастичен производ. Још многу давно руси се го употребувале космонаути, вика, за концентрацију. Не само тој, него за целокупен организам млеч прави чуда. Обнавља клетке, обнавља ткива, регенерира. Да, тоа е Све. тачно. И само ти да допуниш, ја дека нешто ќе прочитам. Диабетис за панкреас, климактериум, за човек кој е нервозен, кој е напет, за стрес, за метаболизам и све. Имаш многу, само да не ги читам. Многу други содржи што други не содржи, Да. воќа или поврќа или тие. Па чак и за нервен систем, Да. у мозак тие станици, за математичен млеч е дар од комуникација. природу. Само ти да пуниш, според тебе, млеч друго што помага се? Он матичен млеч у кошницу за пчеле што го користив, како прво, не кажам, они го користив за обнову и хранење на ларве, за хранење на матицу. Млади пчеле, кои су пратиле, што го пратив матицу, што го обкружуе матицу, они го њума и хранив. Затој хранив, затој матица живи повеќе години, 7, 8, а пчела летни период изработена 50-60 дена. Значи, а матица носи на 24 сата, за 24 сата до 2000 јајца. Значи, толку е ефикасен млеч, затоа што се храни пчеле, млади пчеле, го храни. Само млади пчеле содржи во глезде, млеч, и го храни пчеле и она толку е, значи... Дали ga ти употребуваш млеч без прекин, тоа е многу битно да кажемо. Некои твои колеги викаат дека млеч треба да се употребува одредено време па се направи пауза, а има некои луѓе, што ги познавам твои колеги, вика ја 40 години без пауза зимам млеч, со смет. Па јас знам да треба мала пауза да се направи. Колку, например, ева да зимаш 2 години, па да направиш месец дана и пауза. Да. Нема штета. Вајда нема штета. Дали ви го зимате млеч и мед секојдневно? Користо зимам, На одреден период. Немам навику. Не, треба да има навику, обавеза човек. Значи, рано са бајле, стануеш, зимаш дрвено или пластично лъжицу од фрижидер, вадиш мед, пошто мед стои, обавезно мора да стои у фрижидер. Зимаш, се ставља по јазик, за да жлезе да влече. Затоа е многу покорисен. Навечер исто, после једење.
Тимови мари с искуство, некој што земуваја млец, тие си му помогнаа директно за да кажемо за некој одреден здравствен проблем. Имало е случаи да човек не могаја да има деца. А тој помага, И значи, тој за потомство. помага, да, за потомство. Не могаја да има деца. И му кажамо тако и тако, взимае неколку тегле, конзумира и после 2 години се чумо дека се Да, еве ми ќе покажемо, ово е еден од поштант на площадка со донови на мед. Ви сте изнеле тој све тие ваши производи. Да. А ево овдека се тие некои колеги. Ево овој прилику. Да ги видиме. Ово е зет ми. Само вој да го покажемо моме во слику, да ни кажеш кои се овдека овие твои колеги. Ово е татко ми. Ово су на татко ми колеги, пошто ово е доста одавна, значи да кажем можда е татко ми е помина 2004. Ово е доктор Джимеров. Ово е Лука. Ово е Шијко ли беше, не можам да видам, благе. Ево ќе покажемо и слике, овој кад се доделувани награди. Овдека овој е Круме председател. Овдека е председник на Совет Владо Думац. Овој сте ви веројатно. Гледавате. Ово е, Да, овој е пишува 97 година. значи, подавно време. Овој е покојник Глигор Голе. Да. Он е бие пчелар, ако се сеќате, тој е он. Познавам го по лик. Туј е и Круме Арсовски, туј Да, е и Думац. Новко Цаневски. И Думац председник на Да, Совет. и Думац. За жал, Новко Цаневски е исто покоен. Еве ти ги овие колеги 2009 година. Може да кажеш кои се дека на слику. Па туј е Лазо Гише, овој е Круме Арсовски, овој е Бранко Тасевски, Милорад Стојмановски, Ѓорѓи Пешкирски професор, туј е Чедомир горе на Драган Стопаровиќ седи. Еве га овој баштант. Овој е 2000 година ти кажа. Да, 2001 до 2002, пошто нема, тоа е земено од албуми. И сега доваѓаме до денешното време. Овој е актуелен председател на Да, ваше сдружение. Бобан Стошевски с брата му Сашо. Сашо Стошевски. Доста се залага, доста трчи, доста има трчање, значи организира и посете на пчеларници. Кажи ми како е моме интерес, конкретно кога вие млади генерации со пчеларство? Сакав ли да се занимава со овој работа? Има интернет. Има Има интернет. Затоа и издружение брои 126 членови. И друго, дали може од пчеларство да се заработува и да се добро живи? Прво да кажам дека не се овие години како што су биле порано. Сек се климатски услови се сменива. Многу послабо приходи има. Многу послабо приходи од мед. Едино што може да се извади, значи
Матича млеч, полен, прополис, кој вади и кој става за пчелин отров. Тоа, јас тоа не работа, не има во Куманово двајца, ја што знам. Тоа е гише и јоцо. Нема пласман. Многу малку се вади, а пласман нема, а скупи. Значи, пласман нема за пчели. Да кажемо дека тегла мед с млеч искача околу 3 дена. Да. А по друга страна па е многу здраво, па за тоа па не треба се жали пари. Имамо некои слики тој што да покажемо. што ми помага исто на мојега бивша колега пожарникара Стојан, ој е Даниел Илиевски и он работи у пожарну, саќе противпожарна бригада, порано Ти помага овдека. он ми помага веќе години сам туи ми помага на вадење на млеч. Подобар вид има, треба ларве да се пресадуја. Да. Сега скоро за крај, во е прилику да ги поздравимо и твоју фамилију, кажамо супругу и твои 2 сина и твоју ќерку. Пуно поздрав до нима и веројатно они ќе го гледаме емисију. Пошто не кажа ја да се малку да довршу, дека синови ми работава, помагава ми доста и они. Докле да отиду у странство, у Германiju, работава со мене. Да, они се двојца се у Германија и така е. И работава со мене. Да, свак си иде по свој пут, тоа е нормално. Сако стана жена што ми помага. Унуци и унуки да ги поздравимо, да не забравимо. И унуци, колку унуци, колку унуки имаш? Имам значи 2 сина, ќерку и 7 унуци. Еве да ги Имам кажеме, 3 унуки. да ги кажеме по име, ово е многу бидно. Најстара ми е Кристина. Добро. Па Ана, Добро. исто, тој се на ќерку. Добро. Од постарога сина Дарка имам Марко и Марио. Добро. Од помалога сина имам Јована, Алекс и Анастасија. Алекс и Анастасија родени су у Германија. Postoji mesto gde se tradicija čuva, a budućnost stvara pred našim očima. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, pružajući mir i avanturu. Ovde svako može naći svoj kutak, u urbanom ritmu svakodnevice ili netaknutoj prirodi. Mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Голем поздрав до свите унуци и унуке, да су живи и здрави и да ги се дедо радуе још ново године. И баба исто. Фала ви многу. Фала ти, моме, што беше гост. Фала ви на вас. Скоро сат и 10 минута зборимо, кажемо пуно работе. Посакувате да имаш добро здравје и пчеларство да иде напред и да се видимо друго прилику па. Толку за денес, поздрав од ресторан Ексклузив. Овој беше Момчило Милановски, емисија за Куманово, број 222. Поздрав до нашега спонзора, туристичка организација Златибор и се најбоље.